Спортски поздрав, почитувани гледачи на спортска мрежа од Јосифово. Се наоѓаме на овој прочуен турнир во мал фудбал Јосифовско лето 2025, 32 негово издание. Станува збор за една богата традиција која што ги собира најдобрите екипи од цела Македонија, најдобрите играчи кои што всушност доаѓаат овде да се надпреваруваат. И ова всушност ќе биде емисија во која што практично ја посветуваме на овој спортски настан. Ова е нешто повеќе од спортски настан, нешто повеќе од турнир и кој што ќе имате можност всушност во текот на сама оваа емисија да поразговараме со еден од организаторите на овој турнир, човек кој што многу повеќе има да, многу повеќе се вложил и всушност овде од самите почетоци во една поинаква улога започнал, денес е во една поинаква улога. Ова е турнир кој што во надпревар, јас би рекол, во обичен ден кога уште трае самата групна фаза, собира можеби над 2000 луѓе публика. Ова е една атмосфера пријатна, позитивна, луѓето овде се повеќе од топли домаќини, со топол пречок. Овде едноставно може да уживате во покрај добриот фудбал со вкусна скара, ламно пиво, добра музика, едноставно да уживате во се она што Јосифовско лето всушност го нуди. Останете до крај со оваа емисија затоа што ќе понудиме еден добар разговор, да сите оние кои што можеби сте слушнале за Јосифовско лето, не сте ли имате можност да видите како сето тоа изгледа, да имате можност да видите. И за крајот ќе додадам дека овде правата ја делат и професионални футсал судии од Фудбалската федерација на Македонија. Останете до крај со нас затоа што има што да понудиме. Почитувани гледачи на спортска мрежа, тоа што претходно го најавив, еве разговарам со тој човек кој што всушност го најавив претходно од самите почетоци во една поинаква улога, денес во улога на еден од главните организатори Иван Гаровски. Најпрво благодарност уште еднаш, јас спомнав и во самата најава дека еден добар пречек, топол пречек, еве ги повикав уште еднаш сите оние кои што слушнале, како јас што слушнав позитивни муабети за ова Јосифовско лето, спортско лето е на нешто малку повеќе од еден обичен турнир, да поразговараме и благодарам за одвоеното време и ете топлиот пречек. Благодарам Александар, благодарам на можноста за една ваква локална приказна да може да биде продадена на луѓето низ Македонија, да видат како еден креативен тим на млади луѓе со голема желба и ентузијазам сакаат и најверојатно успеваат да го привлечат вниманието на луѓето не само од општината, туку од регионот пошироко. Ова е Јосифовско лето 2025, 32 негово издание. Значи 32 години, ова е нешто една вид, јас слободно ќе речам голема фудбалска традиција. Меѓутоа се опфати некои други спортови за кои што ќе во самата емисија спомнеме, како што баскет, тринат и така натаму. Вие сте од самите почетоци во поинаква улога, денес сте еден од главните организатори и креатори на сето ова. Боле ли глава, ајде да речем, да се организира сето ова и пред јавноста, пред оние кои што учествуваат тука, пред публиката, да изгледа се перфектно под конец. Така е, 32 години традиција која што со самите почетоци јас сум вклучен во најразлични улоги, од буквално како дете тачкач на топки до водител на спортски оддел, буквално сите нивоа во една организација ги имам поминато и сега последните 10 години и повеќе како организатор на ова комплексна организација. За да влезам во вториот дел од прашањето, дали боли глава? Да, боли глава, меѓутоа кога ќе видиме многу среќни лица, кога ќе видиме многу луѓе кои што живеат за овој настан, посебно луѓето од Јосифово кои што се емотивно врзани за турнирот, тие растат со него како манифестација, се чувствуваат горди за тоа што сите луѓе ни доаѓаат тука, едноставно ти дава енергија, ти дава сила која што ни прави за да успееме. Комплексна е за тоа што трае многу, околу 24 дена, меѓутоа заедно со тимот позади мене и со поддршката која што имаме од спонзорите, мислам дека се издржува само да се има желба. Така, иначе на крајот од денот Јосифово живее практично. Не само Јосифово, туку целиот овој крај живее за ова и сите имаат можност малце да уживаат во нешто поинакво, да одмориме младите, да ги оттргнеме ајде од компјутерот, тие модерни пороци на овој 21 век, да уживаат, да се рекреираат овде. Каков интересот и како оди и како се развива всушност. Спомнав јас на самиот почеток, вие сте биле во на поинакво издание, спомнавте вие, тогаш сте собирале топки, денес сте главен организатор. Ако направиме ретроспектива низ вашето видување, како се развиваше овој спортски настан?
овој настан на самите почетоци беше многу по тешка организација, затоа што инфраструктурата сега, како што можете да погледнете, веќе 70-80% изготвена. На самите почетоци, јас слушајќи и претходниците кои што го организирале овој настан, имале проблеми за да создадат услови да има турнир од ваков тип. Буквално не можело да се најдат рефлектори, се коваше дрвени трибини за да може да седат посетителите. Буквално тоа беше импровизација во мало. Сега е се полесно од страна на инфраструктурата, меѓутоа трошоците сепак се многу поголеми за жал, за разлика од претходно, бидејќи и потребите на луѓето се на едно повисоко ниво. Никој не сака веќе да биде на манифестација која што наликува од пред 20-30 години. Сега, гледајќи се што се случува по Европа и по светот, сакаме истото да ни се случува и нас. Така да многу е трнлив патот за да треба да се стигне до овоа ниво и оваа бројка на организација на манифестацијата. Еве сме повторно овде на терен, каде разговараме со Марио Благоевски од екипата на Дим Метал и Кирил Ивановски од Кейли Мови. Марио. Јас спомнев во самата најава во еден обичен ден, обичен од аспект нели на групна фаза. Овде има може по 1500-2000 посетители. Така. Што за разлика од многу други турнири низ Македонија, таква посетување имаат само на финалниот ден. Што вие правите за да има толку многу публика? Верувајте ми, одговорот на прашањето го барам со денови. Разговарам дури и со луѓе, сакам да најдам кој е жарот кој што прави да има толку посетеност за да може да му долеам дополнителен бензин за оваа манифестација да расте. Меѓутоа одговорот не го знам, но се повеќе и повеќе луѓе ми кажуваат дека посветеноста и желбата за кој што се трудиме да биде едно повисоко ниво, за луѓето да се чувствуваат дека се на настан, а не на некоја селска манифестација, прави да има додадена вредност турнирот, тоест таа дополнителна желба на луѓето да дојдат и да ги следат на прварите тука во живо. Јас морам да кажам дека доброт глас далеко се слуша за Јофилско лето, сум слушал години наназад, меѓутоа по прв пат сум воопшто во Јосифово, по прв пат на ваков турнир кој што е поинаков ќе кажам затоа што годинава, не знам како било во минатото, се офатени други спортови. Тука имаше видов во флаерот на најавата и игра со PlayStation, имаше тука и пинг-понг, ако не се лажам, PlayStation, што нашто плюс е офатено, што значи дека стана збор за на помасовна организација. Не е само овде фудбалот кој што вечерва ќе имаат нели гледачи на спортска мрежа да ја делуваме таа атмосфера, зашто спомнав и во самата најава дека судат професионални футсал судии од Фудбалската федерација на Македонија. Така, па најверојатно даде дел од околностите на одговорот од претходното прашање, а тоа е дека дополнителните спортови направија да дојдат структура на луѓе кои што не сакаат да гледат фудбал или кои што не ги интересира многу фудбал. Така да, идејќи по 3x3 баскет или по пинг-понг или по пикадо и другите спортови, всушност луѓе кои што видоа што се случува, останаа тука. Значи, не сакајки, видоа дека има настан за кој што вреди да се одвои 2 часа во текот на ноќта за да бидеме исполнети, во исто време манифестација која што буквално не чини пари. Немаме влезница, значи не се наплаќа влезница, отворен е настанот за сите посетители, буквално за сите старосни граници. И она што е интересно, плюс дека има и музички дел, вкусна скара, ладно пиво, уште еден мотив повеќе да се ужива во тие 2-3 часа покрај нели добриот фудбал кој што го има гледачите. Така, ние знаеме да се нашалиме, тие кои што се на штандот дури и не ги интересира фудбал, таа е дополнителната категорија на луѓе кои што иде тука да ужива едноставно исполнет со пријатели, да се види со луѓе кои што се нема видено неколку месеци или години. Така да се на се излегува дека турнирот е дополнителна вредност која што не обединува сите. И сега е интересно прашање, многу турнири годинава излегол по прв пат, некои се по 5-10 години, вие сте меѓу оние турнири, може и на прстите што се бројат со ваква голема традиција над 30 години. Имаме некои по 50 години, меѓутоа вие се врувате во тие со голема традиција.
како беше годинави, како е изминативе години, кога во прашни прививањето на бројот на екипи. Има ли потешкоти да се прививат екипи или веќе тоа што си е самата традиција, веќе си има традиционални екипи кои што си идат, нели, и задоволни од организацијата, и од судењето, и од, нели, од вас како организатори, па си идат редовно овде да учествуваат? Искрено, иселувањето, миграцијата и намалувањето на бројот на жители во Македонија е директен фактор кој што влијае на намалувањето и на бројот на екипите. Немаме луѓе за ниедна сфера, така и во спортот. Меѓутоа, традицијата и квалитетот направи да Јосифовско лето, надвор од Скопје и скопските турнири, има најголем број на екипи учеснички, а практично дури поголемите турнири со поголеми буџети не успеа да соберат екипи. Ние имаме 23 екипи во сениорска конкуренција, плюс младинските, синдикалните и женскиот фудбал, што е една бројка достоинствена, а резултатот е најверојатно токму тоа што го спомнавте вие, желбата на организацијата да бидат заштитени сите екипи учеснички, да нема незадоволни оштетени страни и сето тоа е препознаено од страна на сите фудбалери. И сега уште еден новитет, нека ме поправат гледачите ако грешам, за прв пат кај се имплементира така познати, нели, VAR систем, она видео технологија, имаат можност гледачите, не знам од овде колку се гледа, меѓутоа ќе ја доловиме таа атмосфера како ќе изгледа тој VAR систем, што нашто е потикна и дали по прв пат на Јосифовско лето го има овој VAR. Да, Јосифовско лето секогаш кога јас сум барем во организација се трудам да вметнам некоја новина која што ќе прави организацијата да оди напред. Немањето на буџет не одврати од тоа да ја имплементираме идејата за меѓународен дел. Доколку имавме средства, идејата на организацијата беше да поканиме екипи од опкружувањето и вметнувањето на меѓународен дел во турнирот ќе беше одење ниво напред. Меѓутоа, ограничениот буџет направи да мораме да се прилагодиме на реалноста, а варот како новина, мислам дека ќе се согласите со мене дека го крева нивото, затоа што е по прв пат, може и реткост, посебно еден ваков VAR систем кој што е импровизација, изработен од сопствен труд на дечки од нашата општина, од Јосифово, а ќе се потрудиме да направиме лайв стрим и VAR како продукција. Так. Креативноста на една мала група луѓе, ќе ми дозволите да ги набројам, на Ристе Невеселовски, Милан Николов и Тони Коцев, направи да тие буквално во 2-3 дена успеат да инсталираат систем кој што ќе биде поддржан од 5 камери, кој што ќе го покрие буквално секој дел од теренот, режисерски пренос кој што ќе биде изведен и поддршка која што ќе биде и за судиите и за екипите, се во контекст на ферплејот, заштита на екипите и избегнување на некоја недозволена и несакана ситуација. За варот изготвивме протокол, видео протокол, кој што е веќе поставен на социјални мрежи, за да може екипите учеснички да се подготват, да ги знаат своите права и обврски, заради тоа што во протоколот најпрецизно е прикажано во кој момент може да се повика челендж за некоја ситуација во кој што водачите на екипите или тренерите сметаат дека се оштетени, судијата на сопствено барање кога има некоја дилема ќе може да се ја провери врската, така да буквално најголем дел од потенцијалните проблематични ситуации се офатени и мислам дека ќе биде нешто кое што ќе не води сите напред, се со цел ферплей и на крајот да победи најуспешниот. Ние ќе видиме тука секој ќе да ловиме таа атмосфера да е практично како тоа ќе изгледа, што значи дека може по прв пат на турнир во Македонија ќе видиме да VAR технологија одлучи победник, поништен гол или да биде признаен гол, да има некој пенал или така натаму, што значи дека веќе и самото чувство на фудбалерите кои што играат овде на футсалците, ајде ако можеме така да се изразиме, му носи едно позитивно искуство плюс, особено за оние помали кои што можеби по прв пат се случуваат, бидејќи овде имаме доста искусни играчи кои што играли надвор во Европа и репрезентативци, меѓутоа имаме доста млади кои што ќе му биде едно позитивно искуство плюс во развојот на нивните кариери. Така, секоја новина која што е воведена
е најпрво со цел да успееме да заразиме уште некој млад човек со фудбалската игра. Сите овие моменти кои што ги долуваме уште од најмлади години, гледајќи играње фудбал пред преполни трибини, аплаузите и коментарите во текот на наредните денови. Турнирот во Јосифово се коментира цела година. Тука има историски надпревари кои што и после неколку години се прераскажуваат. Так. И воведувањето на варот е токму со таа идеја да убедиме едно дете да сака да игра фудбал, да го тргнеме од пред социјалните мрежи и пред технологијата, а го насочиме кон спортот и спортувањето, ние ќе бидеме пресреќни. И сега на крајот, во самиот финиш од разговорот, две-три интересни прашања. Дали можеби низ годините паметите да се случи некој изненадување од аспект на екипи, да дојде голем фаворит да падне можеби во полуфинале, во четвртфинале, а да имаме некој, ајде кажеме така, аутсайдер, млади дечки да го освојат турнирот? Да го освојат баш и не ми паѓа на памет, меѓутоа имало еден куп ситуации кај што локални деца кои што се рекреативци успевале да елиминираат големи екипи па да стигнат до сама завршница, да се борат во мало финале за трето место, пошто мала екипа еден резултат може случајно, меѓутоа кога ќе дојде вториот надпревар веќе на случајност не може да се помени. Деца од Јосифово имаат стигнато трето место, а имат исфрлено репрезентативци на Македонија. Имало и такви случаеви. И на крајот од денот фудбалот е игра во која што не секојаш победува подобриот. Така да и тука се има случајно баш такви моменти. И поразот се составен дел од цена. Ако нема победи, мора да има и порази. Така едно со едно одат. Така. И сега на крај мора да спомнеме околу, бидејќи Јосифово е познат и по футсал клубот проект, кој што и е поранешен шампион, играл Лига на шампиони, ова ќе биде повод за една следна емисија. Накратко ќе спомнеме како дојде до идејата на вакво мало место да даде шампион пред се во прва футсал лига, клуб кој што да бидам искрен е организиран на многу високо ниво, за кој што може да позаведат многу екипи и во големиот фудбал, не само во малиот фудбал. Накратко да спомнеме темата за проект, идејата бидејќи вие сте тој кој што практично го отворите и тој успешен проект. Ќе имаме една емисија која што е од сега најавувам таа емисија и всушност ќе биде причина повеќе за да гледаме. Ти благодарам на убавите зборови. Идејата и поводот за формирање на КМФ проект е токму Јосифовско лето. Гледајќи низ годините, кога ни се пријавува репрезентативците на Македонија и губеа надпревари или многу тешко ги добиваа надпреварите во Јосифово, ми беше мотив да пробам дали локална екипа од Јосифово може да се надпреварува со нив во футсал првенството. И КМФ проект првата сезона 2018 година беше сочинета од играчи исклучиво од општина Валандово. Так. Кога видов дека многу лесно може да се направи чекор понапред, беа ангажирани фудбалски имиња кои што и ден денеска значат многу за футсал историјата на Македонија. Во клубот беше капитен и неколку сезони настапуваше Дарко Ранготов, Мартин Тодоровски, репрезентативниот голман Антонио Петровски и еден куп, да не ги редам сите, да не им се извинувам некој што нема спомнам да не ми замери, направи да склопот на тие луѓе и дел од локалците од нашата општина успеа да ја произведат таа приказна шампиони на Македонија кој не се случи 2021 година. На Дим метал. До сега се беше супер, во групата загубивме еден надпревар, но пак испаднаме први. Играме четвртфинале со добро позната екипа, се надеваме на полуфинале. Ваше мислење за надпреварот што следува? Како што реков, добро позната екипа, се надеваме на полуфинале, нека победи подобриот. Што мислите каква ќе е прогнозата на резултатот за овој надпревар? Победа за Димето. Кире, бевте шампиони со КМФ проект во шампионската екипа. Дали ќе ја одбраните титулата на Јосифовско лето? Драго ми е што повторно се гледаме, пред волку голема публика, пред волку убави луѓе и чески ми биде повторно да го правиме титулата. Ваше мислење Тоа е на вакво мало место. Од едно Околу многу мало место. 1780 жители, Јосифово да биде не само за Јосифово, туку за овој цел дел од југот на Македонија, пример како треба да се развива и како треба да се негува и на крајот денот да се поддржи еден ваков проект како што е проект. Ти благодарам, токму така.
Значи ова ќе биде емисија најава за она што ќе следува, посветена на футсал клубот, проект кој што ова сезона ќе откриеме амбициите, ќе биде ли шампионска титула се атакува? Да, оваа година одиме на шампионска титула. Во клубот имаме доволно квалитетни фудбалери кои што се со многу голема желба, едва и чекаат да почне надпреварувањето и мислам дека ќе бидеме хит на сезоната, затоа што ние играме со желба и со ентузијазам, а тоа е многу посилно од се. Јас ќе ви се заблагодарам многу за одвоеното време, за овој разговор. Уште еднаш најавуваме емисијата за проект и ви посакам многу среќа, успешно да го завршите ова спортско лето и сифовско лето и секој многу среќа со проект и ете одново да застанете на тој шампионски трон и одново да успешно ја представувате Македонија како шампион во квалификацијата за Лигата на шампионите. Дај Боже конечно Македонија да заигра во таа елитна фаза од Лигата на шампионите. Ви благодарам многу, ви благодарам и на искрените желби, ви благодарам и за можноста да може да го презентираме овој наш производ. Секоја чест на луѓето како вас кои што се трудат да посветат внимание на македонскиот фудбал таков како што ни е. Гледам дека се трудите да објавите за трети лиги, за надпреварувањата кои што ни се многу поблиски до нас, луѓето кои што немаат простор медиумски искрено нигде. Секоја чест за вас, само напред, тука сме за да се поддржуваме. Така уште еднаш благодарам. Поштовани гледачи, се беше ова кој што го подготвивме, останете до крај затоа што ќе има доста интересни моменти кои што ќе ги доловиме. Она што го спомнавме со Иван за варот, кој што ќе видиме на практично како тоа ќе функционира, па може би ете причина повеќе и некој друг турнир во Македонија да направи чекор повеќе, па конкуренцијата во аспект на организација на турнирите за Македонија да се шири, да расте на едно повисоко ниво. Не заборавајте се претплатете на нашиот YouTube канал Спортска мрежа со цел и понатаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт. Се игра, во случај на нерешен резултат веднаш се изведуваат пенали. Прва серија. Од 9 метри залет. Откос од 9 метри. Нема гол, останува 0:0. Меѓутоа сега прва серија за Еклер Транс. Нема гол, останува 0:0. Ги броиме само пеналите. Втора серија шутира Агросмарт Штип. Нема гол. Втора серија за екипата на Еклер Транс. Победот 1:0. Води Еклер Транс. Сега трета последна серија Агросмарт Штип. Петар Левков. Левков победот 1:1, меѓутоа сега трета серија
за екипата на Еклер Транс Пепелище. Виктор Аризанов. Победа 2:1 победа на пенали за екипата на Еклер Транс Пепелище. Утрасмен во полуфиналите. Благодарност за учеството на одличната екипа на Агросмар од Штип.